И сите вие, што не сте задоволни од нашево туркање напред, турнете не сега во среда! На глумец да му било забрането да коментира туѓа актерска игра, особено ако актерите не се дипломирани глумци, туку лопови, измамници и терористи, кои под превозот на глумата доаѓаат до богатство, моќ и популарност, слично на холивудските звезди, мислам парите, славата и моќта, само публиката нели се осеќа заебано и незадоволно, не добила ништо за своите скапи, да не речам прескапи карти. Затоа јас, актерот и дипломиран глумец Сашо Тасевски, денеска ќе ги коментирам непрофесионалните глумци во Македонија, кои живеат нели како бубрек у лој, благодарение на глумата и се добитници на Оскари во сите категории, а највеќе во категоријата еби го својот народ, не му давај глава да дигне, бидејќи тој те одбрал да го парцаш. Не бе говеда, народот те одбрал да му обезбедиш нормален живот, а за тоа те наградил тебе како политичар со лагоден живот. Не те наместил да лажеш и да крадеш и да глумиш мамето ваше професионално измамничко. Кога утре би се одржале Оскари во Скопје, Битола или Охрид, не е важно, само во Струмица не може да се одржат, не може Глобал да се преправи во сала, нели? Иако веројатно еден од најдобрите филмови е снимен таму, во главна улога на Зоки Заев звани Чак Норис на измамата, Джеки Чен на акробатската превара, Антони Хопкинс на балканското лудило и Шерон Стоун на ширењето нозе пред странскиот фактор. Но да почнеме по ред. Оскари се даваат по ред. Иако во нашиот филм наречен Македонија има се, само нема ред. Повеќе личи на оние урнебесни црно-бели филмови со Бастер Китон во главната улога, каде не се знае кој паѓа на глава, а кој директно на мозок, ако пред тоа не му бил добро изеван. Веројатно на тие наши Оскари кои ќе бидат без врски, за разлика од бумамарата на Ранко, кај што награди добиваат претежно блиските, другарите, нешто како во комунизмот, а другите гледаат во излогот, пак нешто како комунизмот. На тие Оскари, Оскарот за животно дело ќе го добие Александар Антич со крштено име Ali Doing Black Business, кој 25 години тука во нашава Македонија ни снима амерички филмови, ни продава прескупи карти кои ги купуваме без да прашаме. Аца Антич ти е нешто као Ал Пачино или Роберт Де Ниро на македонската клептократија, кинематографија. Човек кој дури јазикот не го знае, но сепак неговите реплики се памтат кај квислинзиве наши како оче наш. Псе јо, како и до сега. Неговите филмови се блокбастери и ќе ви набројам неколку. Борба за териториите која прерасна во борба за човекови права. Прв дел. Колку права, толку евра. Потоа Соравија Forever. Соравија љубов моја, тоа е вториот дел. Соравија љубов моја, на внукот те давам цела. Тоа е трет дел. Јас уживам во качакот. Таа во наплатената струја, ова е еротски филм, како еден вид на пандан на Емануела, што беше она блокбастерот од 70-тите, еротски филмови, значи Си седиме така, јас и мојата машина за пари, ја уживам во качакот, таа во неплатената струја, тоа е полниот наслов, и работиме 24/7, тоа е фактички фул насловот на филмот, иначе многу долг, но тоа е тоа. Но сепак, најголем филм му е под наслов Како сум ја сјебал Македонија со помош на Калето. Тоа е акција невидена, луѓе, моја трилер акција. Тоа се тие легендарни дела за кои ќе добие Оскар за животно дело. За гревовите од владењето на Дуи за овие 25 години веројатно ќе добие и нешто друго, ама тоа е работа на семоќниот Аллах. Ако ги чул, нели, оние од Тетовската болница, кога викаа. Оскар за машка главна улога сепак ќе добие, тука да се разбереме, Зоќе Муртинезер звани Ајс Вентура, 1 евро или Зоке 1 евро, човекот кој својата глумачка трансформација ја направи во миг. За миг се вивна над звезденото филмско политичко небо. И стана голема звезда тамо. Порно звезда. Час бранител на името, час како најголем предавник,
квислинг на паркинг, каде што се шитка се што е македонско. Намерно велам шитка. Затоа што тој збор доаѓа од албанскиот глагол шитет, кој значи продава. Значи го продава за пари, глагол кој зоќе заедно со неговите сапортинг актери или овие кажи ги епизодисти, Филипсус Венсан, Дон Джонсон Дончев, Кочо Джипси Ангелков, како и целата булјумент од Шаер и Струга на чело со Мерко, одлично го користеа за да продадат се што е македонско. Оскар за најглупа, но најрасипана улога оди кај Стефчо Пендраковски, кој си го сменил на времето името во Стево за да не звучи Стефчо, па погрешка да го шипнат на црна листа, иако он ја заслужuje многу повеќе од градоначалников. Тоа е глумецот кој во глумата се снаоѓа ко петел меѓу ноеви, ама се обидува со својата душа преваранска која му плаче за да биде филмска звезда да се фали со францускиот договор. Па да вели дека он го правел, па после дека нема појма кој го правел, да го нарекува народот стока, а од него да зема дебела плата, да лаже за промена на името каде стигне, а прв да гласа, да се прави независен до гуша да е во СДС и калето како оверен соработник, да ги дупи гардистите кога цел свет го дупи него. Оскар за мунгос на македонската кинематографија, иако сака да биде меркат, да не мислите дека ставаме меркатна слика, а пишуваме Стево Мунгос. За Стево сме измислиле кинематографијата и на крај нели доаѓа Таче. Таче нема да добие Оскар, затоа што не знае да глуми. Не знае да дупи, зашо го дупат, ама поважно е што не знае да глуми, затоа нема Оскар да добие. Башка е толку шлакнат што го бива само за аванта и предавства. А да, и ќе победел на избори. Сега грејота е за другиве глумци да им го земеме Оскарот ако Таче веќе е предодредена победа. Ако Таче победи на овие избори, мислам дека треба нова корона да измислат и се да не потепаат као гугутки со птичи грип, за да не сереме веќе помилавани земја ко гугутките по плоштади, затоа што после таква победа ќе нема кој да ни ги избрише ни птичите лајна.